Акузat me spushtetit dhe opozitës në blokun politik maqedonas janë më evidente se asnjëherë më parë. Në kuvend vendohen ligje të shumta. Ndërkohë, VMRO DPMN-ja ka nisur një reformë të brendshme apo përgatiten apo jo për zgjedhje. Përgjigjet e gjitha këtyre pyetjeve sonde i marrim nga deputeti i VMRO DPMN-s, të cilin e kam në studio, Brane Petrushevski. Dobrodošli в Девалсат. Благодарам на поканата. Ке почнеме со тоа што е актуелно во собрание, неколку мини закони кои се во статус на предлог закони, доцнат. Да почнеме со законот за тутунот, кратко да кажеме, па законот за високо образование. Зошто нема тоа одличната демократската соработка меѓу власта или влада и законодавниот дом за да се процедират како што треба законите според процедурата? Не дека нема соработка помеѓу владата и собранието, туку владата одлучи овие закони кои што се суштествени, реформски, битни за општеството, да бидат носени првенствено за една транспарентна постапка, каде што ќе бидат уклучени сите заинтересирани страни, експертската јавност, да бидат дел од законите испратени до Венецијанската комисија, затоа што согласно новите правила на Европската унија, Венецијанската комисија има сериозен удел во делот на поставеноста на законскиот систем во една држава. И сакавме едноставно да има јавни дебати, да ги слушнеме сите граѓани, сите засегнати страни, за да дојдеме до најдоброто можно решение. Успеавме тоа да го направиме, законот за односно законот против пушење веќе е готов, ќе биде во собраниска постапка, законот за високо образование веќе во собраниска постапка, така што не е несоработка, туку напротив една поголема демократска инклузивност во носењето на законите. Дали ист третман ќе има и предлог законот за правосудниот испит, кој се најавува веќе премиерот понеделник ќе има средба со експертите, од таму треба да има конкретен предпредлог, да кажеме, и дали ќе има ист третман за да бидат засегнати сите страни. Знаеме, студентите имат конкретни барања, јавноста има конкретни барања, дали ист третман ќе биде? Апсолутно, тоа е стилот на функционирање на оваа влада, на ВМРО ДПМН, влен и знам. И сите закони ги носиме за една таква транспарентна постапка, сакаме да ги слушнеме сите мислења. За жал, ние наследуваме проблеми кои што не биле решени 20 години претходно и сега сме тука ние и мора да ги решиме тие проблеми. Еден од тие проблеми е и овој кој што го спомнувате во делот на полагање на правосудниот испит. За жал, опозицијата сегашна, пред се тука мислам на ДУИ, кои што има 20 години да го решат овој проблем, сега одеднаш прават една национална политика, ама тоа кога се во опозиција, кога беа во власт, тогаш верувам ќе се сетите и ви и граѓаните, се ребрендираа во една зелена партија и ваквите проблеми ги остава под тепих. Ние не бегаме од проблемите, ќе ги решаваме инклузивно со сите засегнати страни, нормално ќе ги слушнеме и дипломираните студенти кои што треба да полагаат правосуден испит, експертската јавност нормално и низ еден инклузивен процес ќе дојдеме до најдоброто решение. Она што нас не е битно, секој закон да функционира за онаа намена за која што е донесен, не да имаме закони кои што ќе бидат политички пиар и потоа нема да бидат функционални и нормално да ги решиме проблемите кои што се соочуваат граѓаните секојдневно во Македонија. Само да прашам малце за тој закон што денеска беше предмет на дебата во собранието, а тоа е предлог законот за правична застапеност. Обичаено според процедурата, по потреба на законот или пред усвојување, пратениците имат право да барат Комитетот за односи меѓу заедниците да заседава за законот, да има инклузивна дебата, повеќе дебата. Зошто овој пат, дали прашавте, дали имате информација и од каде доаѓа идејата пред да биде ставен на гласање за потребата, законот да оди во комитет и да се дебатира таму, без разлика што пратениците барат на кој начин треба да се постапува со бадентер, да биде пак поставен како што цени претседателот на комисијата. Тоа е барање на опозицијата. Тие излегоа на самиот комитет со свое барање, да се начинот на како ќе се гласа со каков бадентер овој закон. И еве нормално и претседателот на комисијата тоа барање им го удоволи и мислам дека е добро. Не треба да бегаме од дебата. Мислам дека собранието е домот на демократијата и не треба да се преземаат мерки кои што ќе значат ограничување на дебатата, дури и тоа до сега да не било пракса. Во минатото сме имале такви примери, не биле добри, кога се бегало дебата за разни проблеми кои што сме ги имале во општеството. Сега сакаме да бидеме различни. Тоа е едното. Второто е што дебатата во самиот комитет за односи меѓу заедниците се претвори во дневно политичка дебата, со дневно политички фолклор, немаше суштинска дебата, што лично ми е жал, затоа што очекував
искрено предлози како едно законско решение да биде подобро. Како што и претходно реков, секој закон кој што се носи, мене ми е битно, на ВМРО ДПМН му е битно да исполни намената за која што носи тој закон. Односно, во конкретни случаи да имаме правична застапеност во Република Македонија. Тоа е суштината на носење на овој закон. Дневниот политички фолклор имаат можност партиите да го водат и преку пресконференциите од своите штабови. Овдека не слушнав конкретен предлог со кој што би се подобрил текстот на законското решение, кој што исто така се носи во еден инклузивен процес, за кој што исто така имаме добиено позитивно мислење и се надевам и сум убеден дека ова законско решение ќе биде подобро од она кое што го имавме претходно, а тоа е, ние немавме претходно законско решение, имавме една алатка која што се нарекуваше балансер, за која што сегашнава загрижена опозиција во ликот и делото на ДУИ на 23 јуни 2023 година на седница на влада побарала да биде тргнато затоа што го изминало времето, затоа што не била ефикасна и ќе се сложите сите сме имале примери, да речеме ќе истакнам неколку кога председател на, односно поранешен председател на општинска организација во Неготино се пишал албанец за да се запосли во државна администрација. Вакви примери има безброј, ги имаме и од обратниот случај кога албанец се пишува македонец за да добие работа. Сметам дека тоа законско решение, односно не е ни закон, туку некаква алатка е измината како ефектива. Мислам дека ни треба нешто ново, кое што ќе биде ново, модерно, кое што ќе рефлектира она кое што ние сакаме да бидеме, тоа е европска држава и нормално ќе го исполни уставното начело на правична застапеност во Република Македонија. Така ги гледам работите, така сакам да дебатирам и очекувам на комисиската расправа и во другите комисии и на пленарната расправа помалку да зборат од опозицијата за некои дневно политички или националистички работи, а повеќе да зборат во делот на предлози како овој закон да биде подобар и поефикасен. Дали очекувате конструктивен пристап од опозицијата во овој правец, прво, и второ, законот не предвидува правни последици за било кој во институцијата кој не ја почитува правичната застапеност? Дали ќе бара власта да дополни, без да разлика дали ќе има за тоа потреба од Венецијанска комисија или нема потреба од мислење од Венецијанската комисија, за законот да има суштина, а суштината на законот е правната последица. Ако не се почитува, затоа е закон. И тука се сложуваме. Во делот на првото прашање, онака како што почна денеска расправата, не очекувам конструктивна улога на опозицијата, туку напротив очекувам кочење. Токму затоа и повара да оди законот на комитетот за односи меѓу заедниците за да го кочат за носењето на законот, за да се разлече постапката за носење на закон. Очекувам и на комисиските расправи да кочат, а не да придонесуваат. Тоа е во делот на првото ваше прашање, во делот на второто прашање. Лично сметам дека не постои идеално законско решение. Кој да го предложи? Јас имам предложено безброј закони, не сметам дека тоа се најдобрите закони во светот. Токму тоа е улогата на парламентот. Да дебатираме, да разговараме и да дојдат конструктивни предлози, кои што во форма на амандмани, затоа што во првото читање, во второто читање амандманско можеме да интервенираме амандмански и да дојдеме до најдоброто решение кој што ќе исполни намената, а тоа е правичната застапеност. Доколку има аномали во делот на казнената политика, може би има уште некои други недостатоци кои што ќе се увидат во текот на расправата, добро е да имаме предлози, да ги прифатиме тие предлози и да го видат светлото на денот. Впрочем, суштината и духот на законот е она кое што е како мислење од Венецијанската комисија. Овие амандмански уредувања или доуредувања на текстот не мора да одат таму. Мислам дека можеме ние како пратеници да дојдеме до најдоброто решение. На крајот на краиштата, најбитно е да го постигнеме уставното начело за правична застапеност. Дневната политика можеме да ја водиме од партиските штабови. Дали беше лоша идеја изборниот законник, работната група да биде надвор од собранието и затоа пропадна целата работна група, се повлече опозицијата и одиме на избори со стар изборен законник? Прво таму се повлече само СДСМ, барем онака како што стојат работиве сега. Најголема опозицијска партија. Така, што сметам дека е погрешен чекор. Носењето на новиот изборен закон го гледам низ две работи. Првата работа е имплементирањето на оние забелешки кои што ги имаме од опција ОДИХР. И тоа е нешто кое што е дел и од нашата европска реформа. Ние и во делот на планот за раст, и во делот на европскиот пат, ние мораме да ги имплементираме тие препораки во делот на изборниот законник
И сега доколку СДСМ се себе си декларира како најпроевропската партија во Македонија, нелогично ми е зошто не сакаат да учествуваат во еден таков реформски закон, а уште понелогично ми е што дел од реформските закони кои што беа од планот за раст гласаа против. Меѓутоа тоа кажува за нив, не кажува за нас. Јас се уште не мислам дека се пропаднати таа работна група и тие разговори, тие преговори. Сметам дека ќе надвладее разумот и дека ќе успеат во првиот дел да ги донесеме оние препораки кои што се од ОПСИ декларира и кои што декларативно ниту една политичка партија во Македонија нема против тоа. Вториот дел е она кој што го отвараат одредени помали политички партии за промена на изборниот модел, изборните единици. Мислам дека е покрупно прашање на кое што посериозно треба да се дебатира и тука сметам лично дека не треба само политичките партии, туку треба да вклучиме и експертска јавност. Јас лично очекувам дека овој дел за препораките на ОПСИ и ОДХР ќе бидат донесени и ќе бидат усвоени и ќе учествува, односно ќе се врати СДСМ во нив. Сега малку да ја прашам за тоа што се случи внатре во партијата, внатрешни реформи во партијата. Дали ВМРО ДПМН ги прави реформите внатре заради реконструкција на владиниот кабинет или се спремате за избори, например, последна година? Ние сме спремни за избори секоја година, тоа прашање можеме веднаш да го одговориме, таа дилема да ја отстраниме. Кога и да се избори, ВМРО ДПМН е подготвена да дојде на избори, сакате сега, следна година редовни избори, кога и да е. Меѓутоа, таа одлука ќе се носи на поширок форум и сметам дека не е пракса една политичка партија да го тоа потегнува како прашање, иако имаме најголем број на пратеници. Нашиот став како ВМРО ДПМН официјален став е дека избори не ни се потребни, ние сме во момента фокусирани на испорака на реформите кои што се очекуваат од нас и од граѓаните, меѓутоа и од нашите европски партнери. Мислам дека тука е фокусот на ова влада и во овој период во собранието можам да најавам дека не очекува серијал, односно огромен број на закони кои што ќе бидат дел од европската закони кои што се дел од планот за раст и реформската агенда и тука испорачуваме многу и сме едни од најдобрите земји, нешто што стои во сите извештаи од нашите европски партнери. Меѓутоа, доколку се создадат одредени други услови, доколку одредени политички партии инсистираат на некакви избори, тоа го оправдаат, нема проблем да одиме на избори, тука сме спремни. Во делот на поврзаноста на реконструкција на владата и внатропартиските реформи, не гледам тука поврзаност. Ние како сериозно Дали во партијата беше воопшто отварена дебата за перформанс на министрите? Сега за сега не. За сега не. Бевме фокусирани и уште не е завршен процесот на внатрешно-партиските реформи. Ние го почнавме тој процес, дел од органите се затворени како прашање, се изберени нови лица кои што ќе ги водат, остана уште некои да се довршат тие процеси. Тоа е еден покрупен процес во партијата, имаме други структури партиски за жени, за млади, за ветерани, така што се уште ни трае тој внатропартиски процес. Исто го тераме сериозно, инклузивно и ВМРО ДПМН има сериозен потенцијал кадровски и сакаме да го искористиме тој потенцијал и секој човек да си најде свое место онаму каде што најмногу може да делува. Она што значи реконструкција на влада сепак е во надлежност на оној кој што ги има мандатот, тоа е премиерот. Знам дека се отпочнати разговорите со коалицијските партнери, затоа што ние имаме една коалицијска влада, каде што сите одлуки мораме да ги носиме заеднички, тоа е европска вредност. Постои можност да се зголеми или намали парламентарното мнозинство? Не постои можност да се намали, а дали ќе се зголеми, сега за сега нема некои официјални разговори, но не би го затворил тоа прашање. Не постои ни за тоа, ни за тоа. Не би го затворил тоа прашање, она кое што можам да го затворам дека нема да се намали. А дали ќе се зголеми ќе видиме во наредниот период. Сакам да прашам малку за обвинувањето од страна на опозиција за заробено судство. Превчера беше председател на Европскиот совет. Истиот ден беше уапсен поранешен подпредседател на СДСМ. И они го поврзува тоа како дефокус на пораките на Антонио Кошта према злоупотреба на правосудните органи. Добро, тоа е нормално од опозиција да критикува и да се себе оправдува низ една таква призма. Јас не гледам никаква поврзаност. Господинот Кошта е секогаш добре дојден во Македонија, сме имале добри разговори со него, пред се премиерот и тоа го истакна. Во најголем дел работите се служуваат, во некои работи логично е нормално да не се служуваат, меѓутоа има одлична соработка и никаде во ниту еден извештај на релевантна европска институција не стои дека Македонија не испорачува реформи или дека некако патот ни е на едната или на другата страна. Остануваме фокусирање на европскиот пат и тоа е наша заложба и цел.
Во делот на она кое што се случува во опозицијата, јас барем лично, сведоци се и јавноста, години и години назад сум излегувал партиската пресконференција и како опозиција и сега како власт и сум отварал многу сериозни сомнежи за криминал кои што биле правени во тоа време од владеачките и ДУИ и СДСМ, и нормално е природно да заочекувам институциите да ја го расчистат сомнежот. Можеби некаде нема, можеби некаде има, меѓутоа мора да го расчистат сомнежот. Еден од тие е и овој случај со поранешниот потпредседател на СДСМ. Тука нема никаква политика, се работи за класичен криминал. И ти благодарам за ваше време, Алсат. Ти благодарам, секој се задоволство да сум тука. И ще Бране Петрушевски, ведам па се играц, или кај ме информационната тие, рачен дрони на неа.